Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Во вечерашнава наша емисија, почитувани слушатели, ќе ви презентираме Блиц вести. Исто така со рубриката Профил ќе ви ја представиме фамилијата Николовски од село Дрмен и Ресинско, а како и секоја недела, така и ова, последните минути ќе бидат искористени со мој коментар. Инаку среда е празникот Свети Тома, нека е напомош и секој оној кој го носи тоа име, нека му ја честито. А ние пак да отпочнеме со нашиот караван и песната Ори Недо. Радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму ова радиопрограма. А емисијата на Глас од Македонија можете да ја слушате и на YouTube, ако отворите на The Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на Subscriber.
Оркестрот пак на Ице Георгиев и Тасе Стојановски е прочуен на секаде на овие простори. Вистинска веселба да ве заиграат и запеат, а исто и ги разведрат вашите срца. Затоа за семейни слави, крштевки, свадби, родендени, банкети или било какви друштвени веселби, јавете се кај Ице на телефон 647 224 8797. Да повторам, 647 224 8797. Управата на црквата Свети Климент Охридски со председателот Влади Димитриевски ве известува дека за сите семейни слави, крштевки, родендини и слично на располагање ви стојат трите модерно премени сали на црквата Свети Климент Охридски. Исто така за секоја недела, па и среда како што е празникот Свети Тома, повелите на заедничката богослужба од 10 часот утрото. Црковниот телефон е 416 421 7451. А сега да одиме со ликот на фамилијата Николовски од село Дрмени, Преспа. На околу 860 метри надморска височина во полето, а каде во близина се издига планината Галичица, северно од Преспанското езеро во областа Горна Преспа или поточно во Преспанската котлина на општината Ресен, се наоѓа околу 7,5 километри селото Дрмени. Инаку селото Дрмени се спомнува уште од Отоманското царство во 1519 година, а во 19 век припаѓало на Битолската каза. Во Илинденското востание ова село учествувало со востаничка чета со војводата Спиро Олчев, каде загинале 3 жители од село Дрмени. По Првата Балканска војна 1912 година селото потпаднало под српска власт, а во текот на Првата светска војна под бугарска власт, додека по завршувањето на Првата светска војна повторно под српска власт, се до Втората светска војна, кога во 1941 година под окупација на фашистичка Италија, со што се нашла во состав на така наречената Голема Албанија. По капитулацијата на Италија 1943 година потпаднала повторно под фашистичка Бугарија, под која беше се до ослободувањето. Инаку и во текот на војната загинаа 3 жители од селото. Селото порано се занимавало со земјоделие и сточарство, посебно во 60-тите години кога се садело рж, пченица, јачмен, пченка и други житни растенија, а од земјоделие пипер, домати, лук, кромит, прас, компири, зелка, граф, бостан и така натаму. Некогаш пак се одгледувале лозја, тутун и јаболка, кои ден денес со јаболкото продолжуваат. Од сточарството пак овци, волови, крави, биволи и свињи. Во последниве години многумина се вработени во предпријатија и институции. Селото Дрмени го красат двете цркви, Свети Ѓорги и Света Петка, а селска слава им е Ѓурѓовден. Инаку селото Дрмени се смета за најпечалбарско село, од кое се иселени во Ресен, Охрид, Струга, Битола, Скопје, но и во Соединетите Американски држави, Канада, Турција, Србија, Аргентина, па дури и Куба, Австралија и многу европски држави.
Познатиот меѓу речиси сите нас заботехничар Крстен Николовски овде во Торонто и околината е еден од жителите на село Дрмени, роден во 1949 година од татко Ѓорѓија и мајка Надежда. Основно училиште завршува во своето родно село, осмолетка во село Царедвор, а гимназија во градот Ресен, за да потоа се запишува на правниот факултет во Скопје. Но по завршувањето како студент по првата година од студирањето, решил неговиот живот да го продолжи преку океанот, така да во 1972 година доаѓа во Торонто, кај фамилијата на тетинот Боре и тетката Љуба Цветковски од село Езерени, кај кој останал подолго време. Тие како свој син, а пак братовчедите Ѓорчи Крист Цветковски како свој брат го примиле. Се вработува како заботехничар.
Но среќата му се насмевнува, зашто токму од неговото родно место негов сопатник во животот му стана Снежана Костовска, ќерка на Трајан и Николија, за да во 1977 година склопува брак со неја.
Нейното доаѓање во Канада на Снежана ја определи за да и таа биде заботехничар. Малку школа, поточно земаше класови и семинари, но повеќе пракса. Сето тоа беше причина за да отворат и своја фирма како заботехничари. Во тоа време ги добиваат и новите членови, најпрво рожбата на Натали, а потоа рожбата на Џани. Но Снежана не прекина со работата. Ова вистинска мајка, жена, но и професионална во работата на заботехничарството, беше од голема помош за нејзиниот сопруг Крсте. Нивната професионална работа се прочу низ Торонто и околината, не само меѓу македонските стоматолози или заболекари, туку и кај голем број на канадски, меѓу кои и еврејските и така натаму. И на вистина, секој што направил мостови, импланти, односно протези или вилици, кај заботехничарот Крсте Николовски, а сега и неговата фамилија, останал многу задоволен, што не е ни чудно да тие важат меѓу првите по својата професија во Торонто и околината. Но секогаш на Крсте мислата беше како тој што беше врзан за неговата фамилија, така и неговите деца да си бидат секогаш заедно и фамилиарно. Но кобната судбина не знае за жал. Дознавајќи Крсте Николовски дека неговата мајка оди на операција, веднаш заминува за Македонија и што се случува? Таа се спасува од болеста, но Крсте изненадно умира во своето родно место, за да место неговата сопруга Снежана и децата Натали и Џани да го дочекат среќно и бакнувајќи го за добре дојде, тие го целиваа за вечно да го испратат во гробот. Се на светот дека може да ти бида. Немој сине, не им давај твоето срце да го вида. Домот мирен, многу лета, јас те гледав како само соза жешка, лице бледо, рана тешка. Еј, сине мој, еле песна, глас во патко твој. Кажи Боже, дал ке можам уште еднаш да го видам.
крајот само сакам да го добрем мојта рага. И на крајот само сакам да го добрем мојта рага. Сепак, животот мора да тече. Неговата сопруга Снежана ги презема сите обврски во работата и во фамилијата, иако за неа беа тешки години поминати во солзи за изгубениот и целиот терет што таа го прими. Но не се предаваше. Како некоја тигрица, давајќи се од себе, се трудеше да нема никакви празнини. Нејзината ќерка Натали го продолжи патот на своите родители, а синот Џани се оддаде на стоматологија. Но и тука не застана за да биде обичен заболекар. Тој продолжи со своите студии, за да денес е доктор, специјалист на ортоденција, поточно лечење на неправилната положба на забите во однос на вилицата и асиметричноста на лицето, или со други зборови кажано, постигнување правилен естетски изглед кој ќе помогне и правилно функционирање на забите кога жвакат или јадат. Натали, како заботехничар во оваа фамилиарна фирма, стапува во брак со Мартин Соколовски, интелектуалец, каде го добиваат синчето Џулијан, а Џани пак со неговата сакана Адријана, инаку од Сириакус, Соединетите Американски држави, ги добиваат нивните синови пеливани Кристијан, Џанатен и Адријан.
Додека фирмата за заботехника е во центарот на Норт Йорк во градот Торонто, затоа пак Џани има 2 своји ординации во Уитби и во Ејджекс. И не случајно што ова фамилија е напредна во својата работа. А како и да не е, Крста и Снежана, а и нивните деца Натали и Џани се ретки луѓе кои речиси на многу им имаат помагано парично или да ги вработат во фирмата. Оваа фамилија, која не знае да љубомори, навистина како Господ Бог да помогна најпрво двајцата Крста и Снежана да бидат едно, со речиси исти карактер на добродушност, благодет, што не може да го има секој еден, а со тоа и нивните деца Натали и Џани, за кое би требало сите да се заблагодариме, а меѓу нив би спомнала и самата себе би се спомнала јас, кога секогаш ми излегувале во пресред, кога најмногу ми било потребно, за кој од срце им благодарам. И не случајно се рекло, фрли си позади, за да најдеш пред тебе. Сите ние
Фирмата Недан Тим Рил Естет специјалисти за продавање и купување на којки, кои исто така ви овозможуваат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа за реновирање, лисинг, купување или продавање на вашиот неподвижен имот, препуштете го на Недан Тимот. Побарајте го Васко Недановски на 647 333 9628 или 905 877 8262. Дали сакате да купите пак ауто од листата од марката Volkswagen или да листате или ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски. Телефонот е 416-725-6335. Неговиот сервис за многу поволна цена веќе е загарантиран овде во Торонто и околината. Побарајте го на 416-725-6335. Пред да одиме со мојот коментар на неделата, најпрво да ги проследиме блиц вестите, кои покрај другото ќе слушнете и како во Страсбург има дебата меѓу македонските и бугарските пратеници. Последни вести денеска, добро вечер. Културниот центар Банчо Михајлов ги вознемирува граѓаните и врши дискриминација по основ на национална и етничка припадност. Утврдиле членовите на Комисијата за заштита од дискриминација, откако постапиле по представка од Сојузот на борците од Битола. Комисијата го посочи Министерството за правда за пребит при регистрацијата на центарот. Оттаму пак ги отфрлаат обвинувањата со објаснување дека немаат надлежност и додаваат дека издаваат одобрение за употреба на зборот Македонија. Зборовите изведени од него, како и неговите кратенки за употреба во име на организација. Не постои, велат, регистар на историски личности. Се препорачува Сдруженијето Културен центар Иван Михајлов од Битола да ги отстрани сите спорни елементи во името, статутот и програмата кои предизвикуваат вознемирување. Се препорачува Сдруженијето да ги отстрани сите спорни содржини на својата Facebook страница. Треба да знаеме дека и Сдруженијата имаат своја јавна улога и јавна функција и мислам дека е стандард секаде во Европа нивните називи и нивното действување да не биде спротивно на вредностите на општеството. Очевидно е, че процесите там трябва да ферментират. Ние не можем да очакваме, че нещата ще се случат в рамките на дни. Това е въпрос, който ще продължи очевидно дълго, така както и интеграцията на Северна Македония в Европейския съюз. Каква е европерспективата на Македонија по добиениот извештај од Европската комисија? Неопходен е државен консензус за уставните измени, без брзање и без отворање нови рани во ткивото на македонската нација, смета председателот Пендаровски. Премиерот Ковачевски со порака да престанат блокадите, да се обединиме државнички и до 2030 година да ја видиме Македонија како рамноправна членка на ЕУ. За продолжување на преговорите ќе биде неопходен државен консензус и за уставните измени, кои ќе треба да го направиме повторно во име на европската иднина. Меѓутоа, во тој потфат треба да влеземе плански и без брзање, а тој процес да се одвива онолку време колку што ќе биде потребно за да не отвораме нови рани во ткивото на македонската нација. Во оваа држава има два концепти од друг аспект. Еден концепт на чие чело што сум јас, кој што предлага реформски закони, кој што предлага мерки за заштита на стандардот на граѓаните. И втор концепт, кој што ги блокира 2 години сите закони во собранието. Ако можам да разберам еден дел од таа опозиција која што цел ден е на телефон со Русија, вториот дел не можам да го разберам. Оваа тема мора да си дадеме рака и, ќе кажам, да ја поделиме и одговорноста, но и заслугата утре. Никој да не може да се пофали дека направил нешто за ЕУ, затоа што тоа ќе биде поделена заслуга. Со подпишувањето на договорот со Фронтекс, целиот регион ќе биде побезбеден, сметаат експертите по вчерашното подпишување на македонски јазик. Со тоа македонските институции ќе дојдат до ресурси и поддршка во справувањето со илегалната миграција. Едноставно, повеќе нема
нема да се грижиме сами, туку стануваме дел од заедничкиот коридор на безбедност на надворешните граници на Европската унија. И во смисла на миграции, и во смисла на незаконито преминување, особено на лица кои што, например, имале порано искуство со терористички активности, екстремизам, радикализација. Силна порака е што овој договор ќе се подпише на македонски јазик. Тоа ќе биде основа и за сите наредни договори. Повеќе нема да може да има отстапки за било која институција која што ќе подпишува договор со Европската комисија. По речиси 6 часа завршија на трепартиските консултации во Демократската унија за интеграција во партиското седиште во Мала Речица. А одлуките ќе се носат утре на состанокот на Централниот совет на ДОИ. Партискиот Връщам ви при внимание, че съвета е привел своето становище. Съвета и в него ясно е казано, че Македония най-напред трябва да извърши промяна в своята конституция и след това започват реалните преговори за членство. Благодаря. Okay. They know that. Вие мене, нити на моите сограѓани, никогаш не можете да им кажете дека зборат на погрешен јазик. Јас сум македонка, зборувам на македонски јазик, живеам во Македонија, сега наречена Северна Македонија, и тоа е мојот идентитет. Ги признавам моите сограѓани, албанци, турци, па и бугари, ако ги има. Македонија е пример за мултиетничко општество. Овде се нашите колешки кои тоа можат да ви го потврдат. Можат да ви го потврдат. Се појави еден голем проблем заради нашето долго чекање, а тоа е земањето на бугарски пасоши за да се купи джип на почеток, за да се отиде во Европа. Вие имате бугарски пасоши кои се регистрирани на една бандера во град во Бугарија. Вие имате бугарски пасоши кои се дадени на сосема нелегален начин и тоа е нешто што треба да се испитува во иднина. Тоа е ваш проблем кој вие треба да го решавате, кој некој треба да го... Тоа беа блиц вестите од Македонија, а сега и мојот коментар на неделата. Така наречените бугари, односно македонски јаничари, кои си го подгазуваат македонскиот корен на својата мајка, со исклучок на она банда од некаде 1000 души кои со Кан или Хан Аспарух дојдоа во Македонија, а сега тој дел поклонет од Германија, Англија и Франција на Бугарија во 1878 година, наречен со сепиринскиот дел, како што реков Бугарија, навистина прави дивјаци тие се кои трчаат по својот плен, иако не е нивни. Толку многу понижување врз македонскиот народ, толку претерува бугарската влада, направи што со полно право македонците пород веќе чувствуваат голема омраза према овие така наречени соседи. Ете, слушнавте од новините, со сила сакат да не побугарат, токму тие на кои им дадовме и религија, и јазик, просвета, зашто навистина беа дивјаци, а сега тие ни солат на нас, македонците, памет, китајки се со туѓи перја, поточно со македонските перја, и се прават на туѓо буниште петлишта. Пред неколку месеци отворија клуб со име на фашистот, изродот македонски од Штип Ванчо Михајлов, а пред 10 дена и во Охрид со името на германскиот цар Борис, кој се прекрсти во бугарин, да се нарече Борис, кој беше син на австро-унгарскиот цар Фердинанд. Важно е да се спомне дека овие клубови биле финансирани од голем пријател на Муртинското чудовиште со име и презиме Зоран Заев, а името му е доктор Милан Врбески од Комак Медикал. Од друга пак страна, македонците во Пиринскиот дел на Македонија при одлуката да отворат македонски клуб со името на македонскиот поет и револуционер Никола Јанков Вапцаров, кој е роден во Банско-Пиринска Македонија, клубот да биде во Благоевград, познат град во Отоманската империја како Горна Џумаја, е забрането отворањето. Еднаш за секогаш да расчистиме со тие българи.
Бугарите кои дојдоа при крајот на 7 век од нашата ера како банда на македонската територија некаде околу 1000 души, тогаш Јустинијан царот ги смести кај Дунавската долина, зашто нивното племе се протега северно од Црно море и планината Кавказ, како и од реката Днепар до реката Волга. Овие прабугарски племиња се од турско потекло, кои се со монголско-татарско племе, кои од долината на реката Волга во централна Азија, а како што реков, група од нив на чело со хан Аспарух, син на ханот Кубарт, кој бил директен крвен поврзан со предокот или од прататкото на бугарите или туркестаните, чие име му било Атила или Авитолах, а пак негови наследници од родот Дуло со хан Ернах, Гостун, Курт и Безмер, кои према нивната традиција биле со избричени глави, но со реп или опашка на главата, како што и на нивното знаме што висело коњска опашка. Инаку нивната држава Булгарстан или Татарстан во Средна Азија или Централна Азија, а името е бугари од старотурскиот збор булгари, што значи мештанец, што бил назив на една од тамошните турко-татарски племиња. Кога Аспарух со неговите, да ги наречам, алибабови разбойници, а тој Алибаба, дојде на македонската територија, тие го примија македонскиот јазик и се што е македонско, а бидејќи се занимавале со сточарство и земјоделие, истото го правеле и овде на Дунав кај Црното море. Што се однесува во врска што не ја признават пак Македонската православна црква. Да појаснам, мајката на сите православни цркви, меѓу кои српската, грчката, руската, бугарската и така натаму, е токму Македонската православна црква. Зошто ова го кажувам? Кан или хан Аспарух, кога дојде со бандата негова во тој дел на тогашна Македонија, тој дојде тогаш кога беше Македонското царство, а кан или хан на турски или татарски, како што би рекла јас, тоа е турска титула султанова, што значи кнез, господар, најмногу што се употребува кај татарите. А за ваше појаснување, мухамеданството се појави во 610 година, значи почетокот на 7 век. Инаку, сите овие средноазиски турски народи се познати со името Хуни, а исто и огузи, ујгури, хазари и други. Кога дошле на Балканот, го зборувале нивниот мајчин кипчак турски јазик. И да завршам околу коренот на бугарите кои дошле од нивната татковина од Централна Азија, овде на македонската почва. Тие биле многу прост народ, облечени во шалвари или чинтијани, истрижени глави на нивното знаме обесена коњска опашка. Бидејќи не знаеле како се прави леп, тие јаделе полу живо месо. Го ставале под самарот од коњот и од врелата под месото малку ќе се сварело, па така го јаделе. Што значи, овие племиња, татарски, наречени бугари, биле без култура, исто како би рекла од првобитните луѓе, прости, примитивни и со сиромашен јазик на комуникации. Ако христијанството отпочна од Македонија, како може Бугарската православна црква да се чука погради дека тие се мајката на македонската? А во историјата е познато, како што ја објаснив. Доаѓајќи од Средна Азија, нивниот лидер носеше титула хан, муслиманско, и се колнеа во ханот, а потоа стана христијани. Кога 1924 до 26 година се правеше размена на народите од Грција, многу македонци замина во Бугарија и обратно од Бугарија, повеќето турци, цигани се одселија во Грција. Во еден разговор со председателот на комунистичката Бугарија, Тодор Живков, на прашањето зошто не ги признава македонците како народ, тој отворено кажал:
95% во Бугарија се македонско потекло, другите 5% најмногу се од турско, па циганско и влашко. И што ќе стане за бугарите, никаде ги нема. Затоа во мојата Бугарија нема ништо друго освен бугари, рекол Живков. Верувам дека запомнавте кои се вистинските бугари, почитувани македонци. На сево ова да додадам дека партијата Левица со нивниот лидер Димитар Апасиев поднесе резолуција против рехабилитација на фашизмот, нацизмот, да бидат така наречени администратори фашистите, односно бугарските, и денешните нивни облици, за кои председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери не го става на дневен ред, како што пишува во резолуцијата. Забрани на вакви клубови со фашистички дејци и символи. А на сите ни е познато дека и Џафери има некој негов план околу албанството, како и бугарите. Меѓутоа, како и многу други, па и јас ќе се придружам со таа мисла, со таа изјава, со таа порака. Таа е следната. Се додека таа така наречена Европска Унија, во која веќе се јави фашизмот, а не демократијата, се додека таа Европска Унија се прави слепа и глува на Бугарија, па и Грција, кои удираат во суверенитетот на Македонија, а албанските партии во Македонија тајно им се придружени, да повторам, се додека се прави слепа и глува на се во ова што се случува врз Македонија и македонскиот народ со македонската историја, јазик, култура и така натаму, тоа значи дека Европската Унија е директен соучесник во рехабилитација на фашизмот. Но ништо не останало трајно. Многу империи како што дошле, така и се изгубиле. Многу сојузи, договори, пактови и така натаму се поништиле. Така да, мој македонски народе, ако толку многу векови македонскиот народ трпел, и овој пат ќе истрпиме, зашто и Господ Бог е на страната на правдата, а секогаш по лошото доаѓа добро, односно по дождот угрева сонцето на Македонија. О Европо, Европо, ти ѓавол стана за Балканот. Зошто делиш пак? Не ти стигна Македонија што е подели на 3 дела веќе долги години, но едно не можеш да разделиш. Убавата македонска песна што се пее во Вардарско, Пиринско и Егејско од душа и срце. Една си на свето, една си во срцето, една само мајко јас те знам. Кој те тебе мрази, од тебе ке лази, маченице земјо грабена. Кој те тебе мрази, од тебе ке лази, маченице земјо грабена. Со тоа и вечерашната наша емисија завршува. Благодарност до сите вас, но и порака да не слушате идната недела, почитувани слушатели, од 6 часот навечер на преновата должина на 101.3 FM, а вие пак кои имате пристап на YouTube, тогаш слушајте не од 8 часот навечер на програмата на под The Voice of Macedоnia. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ. Твоето име свети, на други им пречи, што им стори, мајко, јас не знам. Дали страв ги мачи од нешто да се случи,
Толку много години